На 2 дена пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот вели дека бремените жени возачи не смеат да бидат дискриминирани кога станува збор за управување со возило, но постојат низа специфики во однос на однесувањето на жената возач и мајка во сообраќајот. Во ваква состојба, жената како возач мора да знае како да се однесува во сообраќајот и како да го заштити своето бебе. Положбата на седење зад воланот е првиот и најважен момент со кој секојдневно се соочуваат бремените жени возачи. За сосема доволна и безбедна оддалеченост од воланот се смета растојанието од околу 25 сантиметри, но важна е и насоката на воланот. Затоа внимавајте воланот да биде во правец на градниот кош, а не во правец на вашиот стомак. Обврската за користење сигурносен појас останува и покрај специфичната состојба во која се наоѓа жената. Она што е најважно е да внимавате појасот да биде правилно поставен. Тоа значи долниот дел од појасот да биде ставен под стомакот на колковите, но не и врз стомакот. Горниот дел од појасот треба да биде поставен над стомакот. Не постојат директни ограничувања за тоа до која фаза од бременоста е дозволено да се управува со моторно возило, но сепак гинеколозите препорачуваат тоа да биде до 30-та недела од бременоста, а ако возите на подолги дестинации да правите почести паузи. Во случај на сообраќајна незгода, бремените жени задолжително треба да посетат лекар, дури и кога се сигурни дека не се повредени. Не е научно потврдено, но сепак некои студии покажуваат дека бремените жени кои учествувале во сообраќајна незгода се со повисок ризик за предвремено породување. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачува бремените жени возачи да се држат до наведените совети и пораки за поголема лична безбедност и за поголема безбедност на нероденото бебе.